Засилени контроли во градежниот сектор. Управата за јавни приходи започна со контрола на градежните компании откако секторот е идентификуван како високоризичен во делот на даночната дисциплина. Ке се проверува продажба на објекти по истекот на 5 години од нивната изградба, договори со нереално ниска продажна вредност, како и значителни разлики меѓу реалниот обем на изградба и пријавените приходи од продажба. Контролата на управата за јавни приходи ќе го опфати издавањето на фактури без пребелешка во јавните книги, како и неправилната примена на механизмот за пренос на даночна обврска. Проверката е во контекст на актуелните пазарни трендови, зголемената побарувачка за недвижности и зачестеното плаќање во готово со цел даночно усогласено работење на обврзниците од овој сектор. Согласно важечките законски прописи, првиот промет на станови во рок од 5 години по изградбата подлежи на оданочување со повластена стапка на ДДВ од 5%. По истекот на 5 години прометот е ослободен од ДДВ, но без право на одбивка на влезниот данок, што подразбира обврска за корекција ке обврзниците кои претходно го одбиле истиот. Даночниците веќе доставиле известување на 318 обврзници од градежниот сектор кои ги повикале да извршат корекција на одбивката на влезниот данок на додадената вредност во вакви случаи. Како што велат од управата за јавни приходи, оваа мерка е со превентивен карактер за да се овозможи усогласување со законските обврски со цел избегнување на санкции, дополнителна постапка за контрола, како и откривање и санкционирање на даночни неправилности, заштита на буџетските приходи и обезбедување фер услови за сите учесници на пазарот. Мерката на УЈАП следи еден месец откако гувернерот на Народната банка Трајко Славевски посочи дека околу 50% од новопродадените станови се купуваат на кредит, а другите 50% во готовина. Славевски притоа рече дека Народната банка нема сознание од каде стига таа готовина. Тој тогаш информираше дека во првиот и вториот квартал од оваа година цените на становите се зголемиле за околу 20%, додека споредено со 2021 година поскапи се за дури 75%.